Премиерот Христијан Мицкоски не одговори конкретно дали ќе има тет-а-тет средба со лидерот на ДУИ Али Ахмети, која беше договорена уште на лидерската средба. Дали ваквиот став на Мицкоски е поради фактот што Европскиот фронт предводен од ДУИ гласаше против законот за прекршоци или така наречениот Safe City, не е познато, бидејќи претходно беше договорено тие да дадат поддршка во собранието. Сепак ВМРО ДПМН и без ДУИ обезбеди двотретинско мнозинство, не само за законот за Safe City, туку и Бадентер за народниот правобранител. Ке има средба некогаш. Лидерот на ДУИ Али Ахмети минатата недела во емисијата Клик Плюс на ТВ21 дури уверуваше дека средбата ќе се оствари во најскоро време, а дека доколку не добие покана, тој самиот ќе го повика на разговор. Është kohë, Ju dhe ftoni apo ai prisni ai t'ju ftojë? Është domosdoshmëri, nëse ai e vonon thirrjen, sigurisht e thirrji unë, e maj për fjalë. Sepse jemi dakordu që të ulemi të bisedojmë. Janë tema me rëndësi për shtetin. Dhe unë nuk do shëndrova mund tani në kujdestar të paqes dhe stabilitetit. Ахмети во неговата изјава на лидерската средба рече дека на тет-а-тет средбата со премиерот ќе ги изнесе темите важни за граѓаните, иако не кажа за што точно се работи. Неофицијално тој планираше на маса да ги стави неговите предлози за избор на влада со Бадентер и за одлуки на Уставниот суд за законите со двојно мнозинство да бидат исто така со Бадентер.